Со донесувањето на одлуката за дополнителна субвенција од 18.000 денари по хектар за сејана површина со ориз, владата практично го исполни ветувањето кон земјоделците дадено во предизборието. Со овие средства кои се надодаваат на првичните субвенции од 6.000 денари по хектар, оризопроизводителите ќе добијат вкупно 24.000 денари, што е значајна помош, особено во услови на намалени површини под оваа култура и помали приноси од просечните. Инаку барањата за оваа субвенција се веќе поднесени од страна на земјоделците и веќе тече нивната обработка од страна на платежната агенција, пошто ќе следуваат исплатата на средствата. Земјоделците велат дека субвенциите во сегашните состојби со производството и откупот на оризот се спасоносни, бидејќи ќе овозможат пребродување на периодот помеѓу две реколти и успешни подготовки за наредната сеидба. Причина за задоволство по вчерашната седница на владата имаат и сточарите, чии стада говеда настрада од болеста јазлеста кожа. Имено владата донесе одлука за исплата на обештетувањата на сточарите кои имаа заразен добиток, кој мораше да биде отстранет од стадата заради спречување на ширење на болеста. Пресметено е дека ќе бидат исплатени над 15 милиони денари на евидентирани 242 сточари. Се очекува исплатата да започне веднаш откако платежната агенција ќе ги подготви решенијата, што значи кон крајот на овој и почетокот на следниот месец. Обештетувањето ќе биде 100% од проценетата вредност на секое угинато животно.